Поштовани слушатели, добар ден, поздрав од студиото на Спортското радио. Имаме овој период од годината, практично со доаѓањето на новогодишните и божикните празници, една убава можност, не е тоа ретка, бидејќи се гледаме ние многу често на спортските терени со нашите и селектори, и спортисти, и луѓе раководни од федерациите, но го користиме овој период од годината за време на Нова година и Божик да реализираме едни блок интервјуа новогодишни во кои правиме рекапитулар на она што го оставаме во годината зад нас и она што секако и како желба и како спортска цел го имаме зацртано за 2023 година. Мој денешен гостин во студиото на Спортското радио во очи на новогодишните и божикните празници, селекторот на македонската фудбалска репрезентација Благоје Милевски, лице кое што е доволно присутно во нашата спортска програма, го имавме и пред извесен период за време на светското фудбалско првенство, но со посебна тема и секако нормално македонскиот фудбал како тема во ова новогодишно интервју. Боби, добар ден, добре дојде. Се надам во ова новогодишно божикна еуфорија која што е во моментов во градот по сите овие метежи и гужви, успеа да најдеш време да направиме еден интересен разговор. Секогаш се осеќам добре дојдем во вашето студио, ви благодарам за поканата и поздрав за сите ваши слушатели. 2022 полека ја оставаме некако зад нас, со оглед на сето она што се случуваше репрезентативно, тука некако доминираше Лигата на нации како формат, но и година во која што полека ја најуваме 2023-та која ќе биде исклучително интензивна за нашата фудбалска репрезентација со јуниорска со оглед на тоа што доаѓа циклусот квалификации за Европското првенство 2024. Да направиме еден рекапитулар на она што го поминавме. Од твоето доаѓање помина циклусот на надпревари во Лигата на нации, во кој бевме и останавме во таа група С, не успеавме да прогресираме понатаму, ниту да дојдеме во оние позиции во самиот врв, кој што можеби понатаму може да ни отворат и простор за пласман на Европско првенство таа фаза. Една твоја генерална оценка од доаѓањето, презема репрезентација пост Европско првенство во 2021 година, практично беше тоа во Романија и во Холандија за нас оние 3 надпревари. Генерација во која што веќе го немаше главниот лидер како Горан Пандев, со играчи кои што се можеби едно твое наследство, таа млада репрезентација со која за прв пат дојдовме на едно европско првенство младинско, во тој случај таа 2017 година. Каква е твојата оценка во однос на она што 2022-та ни го донесе на репрезентативен план? Па секако дека тој ја би истакнал тој би ги истакнал бараш на прварите со Италија и Португалија како некоја предигра на она што им следеше после на преварите во Лигата на нациите. Нели тие бараш на превари дојда како резултат на одиграните квалификации за светското првенство, кои ги завршивме за прв пат во историјата на македонскиот фудбал, нели на второ место, и не однесе во тие бараш на превари во кои нели за жал не успеавме онај завршен чекор, но ќе остане за секојаш како најголем резултат во мак фудбалот таа победа над актуелниот европски шампион Италија во еден бараш надпревар, полуфинален, и за жал тој финален надпревар против Португалија не успеавме онај завршен чекор да го направиме, иако мислам дека е една можеби и најдобро одигран надпревар од која сум јас селектор. Лигата на нациите ги стартувавме во еден период кој за нас беше некој вакуум период каде што голем број од играчите беа на одмор, голем број некои од играчите немаа клубови, некои беа во потрага за нови средини со откажување поради замор, одреден број на репрезентативци поради повреда, нели, и Стефан Ристовски поради повреда не беше со нас, тука исто Костадинов, Адеми беше ослободен од моја страна како така потреба за да се одмори по напорната сезона што имаше за клубот и за репрезентацијата, исто и Јаховиќ. Значи имавме доста турбулентности кои од една страна не беа хендикеп, од друга страна па убава можност беше да ги видиме сите оние нови играчи, млади што беа приклучени кон тимот, за да го видиме оној вистински потенцијал со што располагаат и дали имат потенцијал достоен или потребен за она што ни следи, како што напоменавте вие, за евроквалификациите
од март следната година. Добро, ќе те вратам малку сега на Палермо и на Порто. Наистина, ако правиме некаква селекција на топ 10 настани во 2022-та, Палермо е веројатно можеби на самиот врв. Со оглед и на позицијата на фудбалот во збирот на овие спортски случувања и спортско семејство, мислам дека поголем настан од тој некако и немавме. Дојде Порто со тој решавачки натпревар во Португалија и цела онаа фудбалска еуфорија која повторно ја почувствувавме по европското првенство. Палермо како натпревар со италијанската репрезентација, тоа е веќе момент за историја и победа, како што кажа, и над европскиот шампион. Оној натпревар со Португалија беше веројатно и најблиската можна точка до која Македонија некогаш стигнала за да учествува на еден таков грандиозен настан како што го гледавме сега во Катар, тоа беше светското фудбалско првенство. Што пресуди на тој натпревар со Португалија? Спомена дека можеби го одигравме најдобриот натпревар од кога ти си селектор на репрезентацијата. Пресуди ли она грешка на Стефан Ристовски, она додавање во средина и таа пресечена топка за водство од 1-0 или пак и без неа работите можеа да се канализираат, би рекол, во тој тек. Иако сметам дека до тој момент Македонија многу добро функционираше против Португалија и искрено мислам дека и португалците беа далеку над нивото кое веројатно подоцна им дојде и како адреналин и како храброст по тој гол кој што го постигнаа за водство. Мислам дека тој момент не верувам дека беше решавачки. Грешки имало и ќе има секогаш. Тие се составен дел од фудбалот. Мислам дека Македонија покажа дека може да биде конкурентна и на еден таков натпревар, на финале што се вели пред Европско, и против еден таков противник кој несомнено има во самиот врв на светскиот фудбал по индивидуалниот квалитет. И се уште постои на горчина кај мене или некоја фрустрација за тоа што завршуваш на второ место во едни квалификации за светско првенство. Одиграш еден плей-оф натпревар против актуелен европски шампион и победуваш на тој и да не избориш пласман на светско, значи тој момент ми е малце фрустрирачки ми делува и да можеш да одиграш уште еден плей-оф натпревар. И тоа двата на гост. Да. Од друга страна не можам ништо да замерам, можам само да бидам горд на момците и на начин на кој што Македонија ги одигра и двата барашни натпревари. И комплет цели квалификации за светското. Така, ги споменавме Лигата на нации, натпреварување преку која Македонија за прв пат дојде на европско првенство. Оваа година знам дека ќе се сетам и на тоа промоција кога дојде на селекторската позиција и самиот истакна дека фокусот не се квалификациите за светското првенство во Катар, туку напротив ќе бидат квалификациите за европското првенство. Добро се сеќавам на моментот кој и сам истакна дека фокусот ќе го ставиме на тие квалификации. Со оглед на тоа што беше неизвестна судбината на Лигата на нации и какви ќе бидат правилата за влез на европското првенство, веројатно дали можеби не влегавме доволно сериозно во нив, за да искористиме шанса, затоа што сега гледаме дека оние 3 слободни последни места повторно ќе се делат од Лигата на нации, но ние сме многу далеко. Сега има некакви теоретски шанси да се влезе ако некој од овие првите во тој сегмент Турција и влезат директно преку квалификации, што е малку веројатно. Дали може не сметавте на таа опција како можна за влез на европското првенство со оглед на тоа што ќе зборуваме подоцна во вториот дел за квалификациите, не чекаат навистина тешка работа. Секако дека не влегавме така лабаво што се вели или поценувачки во тие натпревари од Лигата на нациите, него ја согледавме моменталната состојба воопшто во тимот, затоа што дојдовме да ги започнеме тие натпревари после таков на тој начин како што ги одигравме бараш натпреварите со Италија и Португалија. И додаде некакво емоционално празнење на тимот, значи тимот во целина. Кој ќе додадете и отсуствата на поголемиот број од стандардните играчи, делот поради повреда, и не бевме во можност да инсистираме на некој додатен плюс притисок кон играчи дека мора нешто да се направи од една страна, од друга страна беа во период каде
дел по потреба по нови средини, дел остана без клубови и сето тоа психолошко оптеретување или емоционално празнење дојде до момент да процениме дека мора да ги искористиме тие над први од Лигата на нации, да го провериме сиот расположлив потенцијал со кој можеме да располагаме и со кој располагавме во тој момент, за да имаме јасна слика за индивидуалниот потенцијал на секој потенцијален репрезентативец што би можел да конкурира за место во тимот. И мислам дека голем број од младите играчи кои добија шанса на тие надпревари од Лигата на нациите покажа дека имаат потенцијал, но и дел покажа дека во моментот се уште не можеме да сметаме на нив за нешто посериозно како што не очекуваат евроквалификациите во 20. Тоа е посебно приказна кога се квалификациите за европското првенство. Ме интересира бидејќи рековме играчот калибарот на Горан Пандев веќе го нема во репрезентацијата и тоа евидентно и се чувствува и се гледа особено се чувствуваше на тие први надпревари. Сега не знам дали имаш и ти такво чувство и дали се уште сме во потрага на нов лидер во репрезентацијата. Го имаме тука Стефан Ристовски нормално како капитен на селекцијата, но евидентно е дека сега главно се подпираме на тимскиот дух повеќе отколку на некакви лидерски карактеристики кои ги имаше Горан Пандев. Тоа го видовме и на европското и на патот до европското првенство. Имаме ли конституција на тим кој што ќе трае малку подолго време? Со оглед на тоа што ова е една генерација која ти ја носиш практично со себе од таа 2016-17 година кога бевме на европското првенство, добар дел од фудбалерите, не велам сите, но добар дел од фудбалерите се сега сениорски репрезентативци. Можеби можеме да дискутираме околу нивната форма, сега и тогаш играње, минутажа и така натаму, но имаме ли генерација која што малку ќе потрае, дека ќе успее да фати малку повеќе корен и да добиеме малку повеќе искуство, затоа што очигледно тоа искуство не однесе на едно европско првенство. Тоа искуство кое што ги имаше Горан Пандев. Значи многу пати сум кажал и пак ќе повторам дека предоносот на Горан Пандев не само за репрезентацијата, него и за македонскиот фудбал воопшто и за македонскиот спорт е огромен. Се случи тоа што се случи, нели, неговото откажување од понатамошен настап за репрезентацијата и периоди што следеше после неговото откажување се десија тие, нели, и квалификациите за светско првенство, 7 надпревари одиграни и бараш надпреварите и не случајно Македонија и без него, мислам после неговото откажување, стигна до таму кај што стигна. Значи, да, подпирајќи се на тимскиот дух, на тимската работа, на тимската функционалност и мислам дека само така Македонија во моментов и во следниот период, во иднина, може да се надева на исто успешни настапи, затоа што немаме ние играчи од типот на Меси, Роналдо и да, имаме индивидуален квалитет, но кога ќе се стави во функција на тимот, тој доаѓа до израз. И интенцијата на нашата работа е да се продолжи и во иднина да се зачува тој тимски дух и кроз тој тимски дух и тимска работа да испливаат, се надам, индивидуалните квалитети на површина. Уште едно прашање само во овој прв дел од ова наше новогодишно интервју кое го реализираме овде во студиото на Спортското радио со селекторот Благојан Милевски, за сите оние кои што не следат и на веб и воопшто на Спортското радио. Во однос на составот на таа репрезентација не чека европски квалификацијски циклус за кој што сакаме посебен дел да одвоиме. Само едно кусо прашање. Дали имаше и два контролни надпревари кои ги одигравме пост сетова што се случуваше во Лигата на нации во квалификациите за светското првенство. Имаше тука доста фудбалери кои беа повикани, што од домашното првенство, што интернационалци кои што ја бараат својата шанса. Некои, односно повеќето и добија можност и веројатно и ти како селектор доби можност да видиш колкав е нивниот капацитет, кој помалку на минутажа, кој повеќе, но веројатно и низ тренинзите тоа имаше можност да го забележиш. Репрезентацијата веќе има некаков фокус, не знам, 20 на 25, 30 фудбалери, колку е тој ростер. Има ли простор тоа да се шири или по овие последни два контролни надпревари веќе
нема ни простор да се прават нови експерименти, условно речено, и ќе се задржи главно на оно што го имаш како што го имаше на располагање во досегашниот дел. Сакам да кажам, има ли некој од оние кои што игра на овие пријателски надпревари кои што сериозно почнува да граби кон првиот тим во репрезентацијата? Значи, не случајно по завршувањето на Лигата на нации ја инсистирав на таков тип на контролни надпревари со и како квалитетни противници. Например, Финска не доаѓа од вториот шешир, што значи дека се у топ 18 репрезентации во Европа. Азербејџан има одлична репрезентација и ја инсистирав на квалитетни контролни надпревари за тие играчи кои делно не добија шанса ни во Лигата на нации, а се интернационалци или од домашното првенство, беа повикани на тој собир за тие два надпревари, добија своја шанса, кој поише, кој поголема, кој помала минутажа, и на последното прашање ќе одговорам дека нема простор за ширење веќе на тој ростер. Тој ростер е тој. Значи сите што мислев јас и мојот стручен штаб дека заслужуваат да бидат повикани или заслужуваат да добијат позив за да покажат својот потенцијал и во репрезентацијата, не само во своите клубови, мислам дека добија одредена минутажа и кроз тренинзите направивме еден скрининг и анализа после тие два надпревари одиграни и после тој камп, и мислам дека оно што не очекува во 23-та, тоа се евроквалификациите, дека дел од нив ќе бидат во тимот, но дел ќе ја чека својата шанса во понатамошната работа во клубовите. Само тоа е репер и нели од таму првични информации добиваме за нивниот квалитет и нивната форма. Што викаат анализите? Кој изненади? Ќе оставиме за ќе чекаме да видиме во состав во март. Добра, рано е да се зборуваме, уште 3 месеци, работите се менуваат, но во секој случај имаше неколку имиња кои што добие малку повеќе шанса и веројатно ќе добијат шанса и во тој нов квалификацијски циклус. Добра, ние одиме со една куса музичка пауза, оде во нашиот генерален дел, кога е во прашање овој студиски радиски дел, што се однесува до ова наше новогодишно интервју со селекторот Милевски, па се враќаме во вториот дел, малку ќе поразговараме и на тема европска. Втор дел од денешното новогодишно интервју заедно со селекторот на македонската фудбалска репрезентација Благој Милевски, за сите наши слушатели и гледачи на социјалните мрежи и на YouTube секако, за оние кои што го пратат нашиот официјален канал. Имаме можност во овие новогодишни интервјуа со многу личности да разговараме. Нормално, кога е новата година во прашање, имаме и желби. Посакуваме работи за да ни се случат во новата во случајот 2023 година. Со Милевски, веројатно како главна цел, па и желба, и го има тој успешен квалификацијски циклус за Европското првенство 2024, со тоа што некако среќата како да не ни беше наклонета на крајот на 2022. Знам дека сите посакувавме, барем тука малку да одвоиме, би рекол, простор меѓу таа втора и трета, условно речено квалитативна група, па да добиеме некој противник со кој што сериозно можеме да влеземе во трка за барем тоа второ место на табелата, но познавајќи го Милевски и како селектор и на младинците и на сениорите, знам дека никогаш не се предава пред време, па веројатно нема да биде тоа така ниту во овој циклус, иако пред себе ги има Англија и Италија како први два фаворити во овој квалификацијски циклус и една супер респектабилна Украина, која што е исто така меѓу еден од фаворитите, да не ги навредам и останатите секако репрезентации како учесници во овој квалификацијски циклус, вклучително и во нашата група. Кога веќе зборуваме за квалификациите, по таа ждрепка кои беа првите коментари и на Милевски на неговиот тим? Без коментар. Не, без коментар. Не очекувате? Па да посакуваме сами потешка група, не можеше да ви рече најтешката да си одберете, не може да ги одберете. Ќе утнеме нели трет шешир, ќе утнеме. Па и петиот шешир, нели Малта е апсолутно сериозна репрезентација, а тука би се заложила затоа што ни доаѓа од петиот шешир Малта, а е доста сериозна репрезентација. Последните резултати го покажуваат тоа. Значи дека не очекува и како сериозен противник на отварањето на овие квалификации на 23 март.
Што се однесува до како гледам на следните квалификации, да, мојата првична, нели, по назначувањето мое за предводник на репрезентацијата, ја реков дека таргет и интенција не е создавање на тим кој ќе биде конкурентен во квалификациите за Европското првенство 2024 и тоа стои. Сето тоа беше во функција на тоа. Треба да бидеме реални дека Македонија е во тешка група. Македонија е зад Италија, Англија и Украина, но од друга страна Македонија покажа како квалитет кој е достоен за респект, посебно во квалификациите за светското првенство, победата над Германија во Дуисбург, а посебно за победата во бараж надпревар против Италија и начин на кој што го одигра финалниот бараж надпревар против Португалија. Значи без разлика што се работи за како извонредно квалитетни противници во нашата група, Македонија никош не се предава и нема да се предаде ни овој пат, но ќе дадеме све од себе и да го задржиме тоа ниво што го покажавме во квалификациите за светско и во тие бараж надпревари. Јас реков барем италијанците да не беа, бидејќи многу лути ќе влезат сега во овие квалификации на Македонија. Тоа може да биде предност нивна, да, што ќе имаат мотив плюс, но може и да биде од другата страна. Ако ги гледаме резултатски како сме проминувале со италијанците, па искам да ви кажам, можеби од тој европски крем тука некако и најмногу шанси сме имале со нив и најдобри резултати некако излегуваат, тоа го покажа и од тој бараш надпревар, не им годи очигледно и стилот на игра на нашата репрезентација. Некогаш има такви репрезентации, може да бидат во врвот на светската сцена, ама има некои репрезентации против кои навистина никогаш не има. Мислам дека сосема поинаков и различен надпревар ќе биде сега неочекуван него што беше тој бараш надпревар. Тој беше еден и затоа и тежината на таа победа е многу поголема отколку нели да одиграте квалификацијски надпревар каде што имате уште плюс 7 надпревари покрај тој, така да не е ништо страшно и да го изгубите или не е ништо уау ако победите. Да, така треба да се одработи многу повеќе. Да, така да очекувам поразличен надпревар него тој во Палермо. Ве прашав еднаш оваа година додека следевме светско првенство и во нашето мундијалско студио околу квалитетот на англиската фудбалска репрезентација. Зборувавме на тема што би се случило доколку се променил селекторот. За сега нема такви најави, барем Саутгейт најверојатно ќе остане да ја води Англија и во следниот квалификацијски циклус. Ми рековте дека подобро е за Македонија и за вас како стручен штаб пред се, ако остане истиот селектор за да може да се потпрети на дел од анализите на што тој го работел до сега. Ќе имате многу повеќе материјал за анализирање, освен ако дојде нов селектор, па веднаш потоа тоа се првите надпревари тука и тешко ќе има материјал за анализа, иако веројатно ќе има некое коло, нели почнуваме ние со Малта конкретно. Како ви изгледаше Англија на светското првенство? За италијанците не можам да ја прашам бидејќи не им дадовме да идат на европско првенство, да играат таму. Англичаните беа на европското првенство, чисто како ти изгледа таа генерација која Саутгейт ја има. Саутгейт не менува многу, од она што јас го гледам од кога дојде на селекторското место, не сака многу да експериментира. Си има еден интересна селекторска работа, има еден круг на фудбалери од доверба, како што ги нарекуваат англиските медиуми, и многу често се потпира на нив без разлика што на критиките на медиумите или на стручњаците во Англија кои што сугерираат за одреден дел на одреден број на фудбалери, тип на фудбалери кои што би требало да играат во таа репрезентација. Саутгейт е константен, има некои фудбалери од доверба и тоа го видовме на светското првенство, на тие што им верува им дава шанса. Сакам да кажам, не е селектор кој што често знае да менува, да експериментира и да изненадува. Во тој смисол, во однос и на филозофија на игра, особено не со играчкиот кадар. Како ви изгледаше Англија на светското првенство? Па не сомнено дека Англија е велесила, светска. Не само Англија на светско првенство, сите учесници, поготово од европскиот крем што беа на тоа светско првенство, покажа огромен квалитет, сериозност, константност од секој фудбалски аспект, дали тактички, дали тркачки, дали психолошки. Мислам дека што се однесува до Саутгейт, тој е од 2016 селектор на А репрезентацијата, пред тоа беше предводен на U21 тимот
и голем дел од тие играчи се негови играчи во кои има вдоверба, значи несомнено дека прави одлична работа, играше мислам полуфинале нели на прошлото европско првенство. Сега исто четвртфинале на светско, значи прави одлична работа, така да не очекува и тоа како сериозен противник. Секако дека јас во минатиот наш разговор реков дека секако дека е подобро да не дојде до промена на селектор на Англија од аспект да за голем и поширок материјал за скаутинг и за анализа, не дека нели се сомневаме во или ја омаловажуваме работата на Саутгейт, он прави извонредна работа и резултатите покажуваат тоа, но од страна на анализа и скаутинг ние ќе биде полесно секако дека и повеќе материјал ќе имаме за анализа ако остане постоечкиот селектор. Што не е случај со, например, не знам, Малта го смени селектор, иако има добри резултати, одлични, но тоа е тоа. Малта е прв чекор. Март месец ќе отвораме со нив и веројатно и вие и ваши интенции и очекување и желба, нова година е па замислуваме желба и веројатно желбата е да се отвори со победа против Малта на најдобар можен начин, да го отвориме тој квалификацијски циклус. Вие баравте да почнеме со Малта или како одеше договорот на правилот? Немаше договор, него УЕФА го одреди распоредост. Мислам дека е поволен за нас, затоа што отвараме нели на домашен терен, со Малта на 23-ти, следниот натпревар го играме со Украина на 16 јуни, мислам. Да, двојна програма имаме во јуни. Пак во Скопје и за 3 дена после гостуваме на Англија во Манчестер. Украинците една репрезентација која ќе биде интересно да видиме каков склоп ќе биде, ќе го видиме тоа во мартовскиот дел од квалификациите, со оглед на ситуацијата таму на политички план зборувам, не на спортски, баш да видиме и кои во каква форма ќе дојдат таму. Првенството ни успеа некако да го продолжат. Дел од овие што им се интернационалците ги знаеме, но најголемиот дел беа дел од Шахтер и од Динамо Киев, така што и нивната главна оска на репрезентацијата беше од нивните најдобри клубови, па можеме малку рано да зборуваме во каков квалитет ќе ги видиме во текот на тој квалификацијски циклус, но знаејќи ги звездите и фудбалерите кои што ги имаат, секако и по рейтинг се пред нас во овој квалификацијски циклус. Каде ја гледаме нашата шанса? Знам дека нормално сите ќе се бори за што е можно подобро. Имаме ли некои точки ставени каде што треба да се фокусираме или ќе одиме она што Милевски го вели од надпревар? Не, целиот наш фокус е насочен кон првиот надпревар и кон Малта. Значи сето останато што ќе следи после тој надпревар, тогаш нели концентрацијата насочуваме после тој надпревар. Затоа не се замараме многу со тоа што би било, кога би било после тоа, но целата наша концентрација и фокус е на надпреварот со Малта. Честопати зборуваме за минутажата која имаат на македонските репрезентативци во своите клубови, некогаш повеќе, некогаш помалку. Оваа година, барем првиот дел од сезоната дека помина, добар дел од репрезентативците нема солидна минутажа и она што е најлошо е оние што се главниот товар на репрезентацијата, кои што го понесуваат главниот товар, оваа година има навистина доста проблеми затоа што направија промена на клупските средини, па сега веројатно јас се надевам дека ќе фатат некаков ред во тој втор дел од сезоната. Тоа е голем проблем за селекторот. Сето тоа се случуваше пред и за време на надпреварите во Лигата на нации и затоа таа страна не можам да им замерам на момците ништо, него сплетна околности беа такви. Значи периодот беше таков, за жал, се надевам дека никогаш нема да се повтори. Не е лесно да играте надпревар и да мислите каде ќе продолжите кариерата, дали ќе добиете слободни документи што се вели, дали ќе промените средина, дали ќе останете во истата. Дел од играчите не добија позив за септемврискиот циклус за надпреварите со Грузија на гости и Бугарија дома,
затоа што нема клуб. Николов, Бабунски, во последен момент Дарко Велковски недела дена пред надпреварот со Грузија направи трансфер во Саудитска Арабија. Стефан Ристовски и Јадеми беа повредени. Чурлинов се повреди и е теми на тренинг. Костадинов исто повреден. Значи многу проблеми, но пак ќе кажам, тој период е зад нас. Се надевам дека ќе бидат пред се здрави и ќе способни да одговорат на предизвикот што не очекува во март. Македонија како мала земја и воопшто како со мал ресурс за фудбалери и воопшто за спортисти, секогаш има некаде некаква дефицитарна позиција. Каде е дефицитот во нашава репрезентација во моментов? Чувствуваш ли како селектор дека некаде на некоја линија во тимот сме дефицитарни, на некаква позиција, некаде каде што успеваме некако да ги исхендламе работите, ама не е тоа? Значи, пак ќе повторам, кога ќе ви дојде период например во минатиот период во средниот ред имавме доста повредени или играчи кои немаа клуб. Зборувам општо, во збирот на фудбалери. Значи, кога сме комплетни сите, мислам дека сме окей во моментот. Добро покриени на сите позиции. Сега, ако се сите во функција, ако се сите здрави, да. Например, на последните контролни надпревари со Финска бевме без 7 играчи од мартовскиот циклус против Италија, Португалија. На последниот надпревар со Азербејџан без 10. Значи тоа е сериозна бројка за репрезентација. Значи тоа е сериозна бројка која да, сите тие останати добивме 7-8 нови играчи кои би можеле во иднина да бидат конкурентни, но во моментов не. И за Македонија со таков број на потенцијални, би рекол, репрезентативци, не можете да не се осети барем резултатски. Да се разбереме, ни цели Лига на нации. Освен резултатот, Македонија беше доминантна на сите надпревари. Да, загубивме дел од нив, но другите параметри фудбалски ме радуваат и ми даваат надеж дека сме на вистинскиот пат за да најдеме потенцијални замени за, не дај Боже, да не се повтори ваков период во иднина. Со генерации на нас сме имале добри дефанзивци, супер голмани, средниот ред ни бил проблем, а сега во последниот период гледаме дека многу почесто имаме лоша реализација во нападот. Имаме момци кои што играат во солидни клубови, се уште ја чекаме нивното вистинско лице во репрезентацијата и што се случува со таа реализација? Сите прашуваат на еден напред да створите 4-5 чисти шанси да не може да постигнете гол. Значи, реализацијата е тимска работа. Ние создаваме шанси, сме доминантни на преварите како тим и тоа ме радува. Значи, не зборам за последна топка, за реализирани напади, за сите грото фудбалски параметри не се во позитива, освен на некои реализацијата да, ама на некои дававме и по 5 гола на гости. И на домашен терен 3 со Исланд, нели 5 на гости со Ерменија, значи истите тие се играчи, но кога ќе реализаторската форма е момент на реализација. Се некој сте во реализаторска форма, некој не сте. Ме радува што и имаме млади напаѓачи, кои улогата на напаѓачот е многу, кога се работи за млади играч, е многу потешка неголи на дефанзивниот, затоа што позади себе, нели, имате сериозни противници, искусни, кои не ти дават толку лесно да дојдеш до и да реализираш. Момците и тука пред се мислам и на Милан Ристовски и на Бојан Мировски кои се наметнуваат и текако сериозно и 20 се по 23-24 години. Да. Значи имаме одлична иднина, одлична перспектива тука се исто и Доријан Бабунски.
ме радува враќањето на Илија Несторовски, кој иако е на 32 години, но тоа што го покажа на надпреварите со Фински, со Азербејџан е сосема окей и ќе биде дел од тимот и понатака. Се надевам дека ќе биде само во добро здравје и ќе се наметне и во клубот за поголема минутажа. Боби, крај на годината 2022 и нормално кога ќе дое нова година, ќе дојдат божикните празници, си посакуваме желби, бидејќи дојавме некако и до крајот на овој разговор. Кои желби ќе си ги посакаме за 2023 година? Фудбалски. Пред се да имаме добро здравје, сите ние и сите во светот, да ќе задржиме оние човечки вредности кои би требале да не водат во секојдневието и во животот. А сето останато се надевам дека ќе биде онака како што си го посакуваме сите од нас. Да видиме еден добар квалификацијски циклус, јас искрено да ги посакал, и она што многу повеќе би ми израдувало, тоа се полни стадиони. Нешто што искрено ми би го нарекол со жаргон ми пара очи, е тоа што никако не успеваме на тие репрезентативни надпревари, барем во доволен капацитет да го полниме нашиот национален стадион. Зборувам за надпреварите во Скопје, и некако тоа е тоа што малку ми пречи, гледајќи ја страста со која се гледа фудбалот надвор од нашиве граници, па дури и во соседството, овде некако со години продолжува таа тенденција стадионот да се наполни само кога ќе дојде Англија и Италија. Многу повеќе би сакал така да биде уште на стартот против Малта на 23 пред полн стадион, да се почне квалификацијски циклус и да им се даде дополнителен ветар во грб на фудбалерите на стартот на еден исклучително квалитетен и тежок пат до европското првенство. И ја ви се приклучувам на вашите желби. Ти благодарам што одвои време и простор, ти посакувам убави празнувања. Новата година и Божик е период за семејството, за најблиските, се надам ќе го поминете заедно, и здравје Боже таму веќе од февруари кога ќе почнат главните и фудбалски активности овде кај нас, ќе се видиме веројатно повторно, па пред новиот циклус ќе разговараме. Ви благодарам и на вас, ви посакувам среќни празници на вас и на вашите слушатели.